Здраво на сите, се слушаме? Добро. Значи, ви благодарам сите за заинтересираноста и за присуството на денешниот вебинар. Како што знаете, денешната тема ќе Best Practices for Creating a Successful Email Marketing Strategy. За сите тие што не ме знаете, моето име е Ивана Јовановска. Јас сум маркетинг директор и тренер во Галексија, каде што ги предавам модулите за social media маркетинг и за email маркетинг. И покрај тоа работам во Вруток, дигиталната маркетинг агенција, како paid advertising експерт и исто така на email маркетинг делот кој што го работиме во агенцијата. Сега ќе направам share screen за да може да почнеме. Пред да започнеме, сакам да кажам да останете сите до крајот, за поставувате нели прашања. Исто така имаме изненадување кој ќе ви го соопштам на крај за да останете сите. Добро. Дали ми го гледате екранот? Океј, значи може да почнеме. Се надевам дека сите гледате, бидејќи ја не можам да гледам моментално во секунда. Океј, значи може да започнеме. Best practices for creating a successful email marketing strategy. Пред да започнеме, би сакала да се представам повторно. Ивана Јовановска, social media and email marketing professional и сертифициран DMI тренер за social media email marketing. Тука има нели наведено некои искуства кои што ги имам до сега, околу 2 години, 2,5 години работам со дигитален маркетинг и поконкретно со social media и со email маркетинг. И исто така во оваа презентација ќе вклучам делот модулот email маркетинг кој што го предавам на Certified Digital Marketing Professional курсот на Галексија. Меѓутоа, тоа ќе е само еден површински дел, бидејќи нели сепак 1 сат не е доволно за да се покрие сето тоа. Содржината на овој вебинар ќе е KPIs, email платформи, типови на email мапа, клучни принципи за креирање на ефективна стратегија, subject line, email body. Добро, прво можеме да започнеме со set KPIs. Како што повеќето знаете, претпоставувам KPIs се Key Performance Indicators, и сметам дека еден од најбитните процеси при креирање на email маркетинг стратегија и воедно на било каква стратегија, дали за social media или за било кој друг канал од дигиталниот маркетинг, е многу битно да ги распределите и да ги знаете целите кои што сакате да ги постигнете. Тука имам наведено некои основни KPIs кои што се користат за email маркетинг. Првото е number of email sent, open rate, click-through rate, unsubscribe rate, bounce rate, list growth rate, spam complaints, engagement over time, email sharing rate, mobile open rate, mobile click-through rate, desktop open rate, desktop click-through rate и overall return of investment. Значи, како што кажам, врз основа на тоа кои цели сакате да ги постигнете со вашите мејлови, можете да ги, секако треба да ги гледате овие основни некои метрики кои што ги дава email маркетинг платформата која што ја користите, како например колкав open rate имате на одредени мејлови, колкав е click-through rate, колку луѓе ви направиле unsubscribe, колку имате bounce rate на мејловите, колку ги отвараат од телефон, колку од десктоп, за да знаете понатака да ги оптимизирате вашите мејлови. Меѓутоа може да додадете некои метрики кои што сметате дека на вас би биле битни, како например ние за Галексија, доколку ја имате сигнато книгата, e-bookот кој го направивме, доколку не да го сигнате, една од главните метрики покрај овие open rate, click-through rate, unsubscribe rate и така натака, ни беше и e-book download. И значи ние тука ја ставивме и таа key performance, тоа да ни е key performance indicator, бидејќи нели битно ние колку луѓе од тие што отвориле, од тие што кликнале, ја симнале уствари книгата. Доколку праќате некој мејл со апдейт, например, доколку имате апликација, имате на апликацијата некаков апдейт ставено и нема потреба да кликнат негде луѓето, туку е само како известување,
тогаш најбитен ќе ви е делот со OpenRate за да видите колку од тие луѓе го отвориле вашиот имейл. Се зависи нели до тоа каков мејл праќате. Доколку имате e-commerce store на пример и праќате мејлови кои што се со продукти каде што можат луѓето да кликнат да го однесете до продуктот, тогаш ќе ви е битно колкав return of investment имате, колку луѓе кликнале, колку луѓе купиле од тој мејл што сте го пратиле и така натака. Следниот дел е имејл платформи. Има безброј имејл платформи, тука ги набројав некои од најпознатите кои што се во моментов најкористени на глобално ниво. Тоа се Constant Contact, Sendinblue, GetResponse и Mailchimp и Drip. Значи, имејл платформите најчесто се бираат врз основа на тоа во каква индустрија се наоѓате и исто така дали сте запознаени веќе со некоја имејл платформа, доколку ви е попозната и знаете да ја користите, може да се одлучите за таа. Меѓутоа исто така и многу е битно и каков прайсинг имаат имејл платформите. Повеќето имаат free trial или некоја free верзија која што може да се користи за одреден број на контакти или за одреден број на пратени мејлови. Меѓутоа во главно сите ги имаат некои слични карактеристики, бидејќи нели имаат една иста намена да се праќаат мејлови, со тоа што во последниот период можеби тие што работите со имејл маркетинг, доколку има такви тука, имате приметено дека се повеќе се надоградуваат овие платформи и сега имате различни опции, на пример можете social media ads да пуштате преку овие платформи, можете да градите landing pages, можете CRM да вклучите, да ги следите вашите купувачи или вашите leads, како реагираат на вашите мејлови, дали купиле, дали не купиле и така натака. Добро, следно е типови на имејл. Имаме announcement, product update, newsletter, event invitation, social media updates, internal updates и automated emails. Ова се едни општи типови на мејлови кои што сум сигурна дека сите ги имате добиено. Announcement се најчесто со некои соопштувања кои што доаѓаат нели од страна на некој производ или на некоја платформа која што ја користите или доколку не ја користите, меѓутоа имаат некој нов announcement, на пример за giveaway или за некоја наградна игра, за некој нов продукт и така натака. Потоа имаме product update, доколку има направено некои промени на некои производи, доколку има направено ребрендинг на некои производи, доколку на пример продавате не знам некои производи од прехрамбена индустрија и сте се решиле да преминете кон еко пекеджинг, тоа вие би го пратиле како имејл, како product update, дека вие сте сега по environmental friendly и дека се грижите повеќе за природата и имате апдейт на самиот производ. Следни се newsletters. Ова се мејлови кои што се праќаат, зависи од тоа како вие ги имате сетирано, може да се праќаат на месечно ниво, може да се праќаат дневно, како daily digest што се праќаат нели како апдейтс на дневно ниво, може да се праќаат на неделно ниво. Newsletters може исто така да се праќаат и за различни празници, на пример сигурно сум дека пред Нова година или за Black Friday или за Cyber Monday имате добиено newsletteri со различни попусти и понуди. Овие се holiday newsletters. Следно е event invitation. Како event invitation може да се земе, на пример, мејлот кој што ви стигна за овој вебинар за да се регистрирате. Или сега доколку сте вие во нашата листа, за следниот вебинар сигурно ќе ви стигне уште една покана за вие да присуствувате на тој вебинар. Добро, следно е social media updates. Тука може нели да праќате мејлови каде што ги информирате вашите корисници, купувачи или leads за некои апдейтс кои што ги имате врз основа на вашите социјални медиуми. Дали на пример сте отвориле нова Pinterest страна, дали имате тестимонија од луѓе кои што ви оставале на social media па сакате да ги покажете пред вашите leads и така натака. Следно е internal updates. Тука може да се рачунаат оние мејлови кои што се, на пример, вие користите некоја апликација, имате нова верзија на апликацијата и ви стига мејл дека треба да направите апдейт на вашата апликација за да може подобро да ја користите. Или доколку има
некој работи додадено во апликацијата која што ја користите, исто така ќе ви стигнат овакви мејлови кои што стигаат само на луѓе кои што се дел од се корисници на одреден производ или на вашата апликација, доколку имате апликација. И следно се automated emails. Овие мејлови се мејлови кои што се праќаат автоматски, како што кажува самото име. Најпознати, да кажеме, најкористени automated emails се welcome emails. Ова се мејлови кои што ви стигаат од кога ќе направите subscribe на некоја листа, на некој вебсайт или евентуално, не знам, на некоја страна, доколку се запишете да subscribe направите, исто така на Facebook можат lead generation да се пуштаат кампањи сега, доколку направите subscribe и влезете во некоја листа, на вас ќе ви стигне еден welcome email кој што е автоматизиран да стига на сите луѓе кои што направиле subscribe на таа листа. Понатака како automated emails може да се прават различни workflows, например, доколку јас сум направила subscribe на некоја листа и ми стигнал welcome mailот и не сум го отворила тој welcome mail, а во него имало купон, можам да направам да ми стигне автоматски после 2 дена, доколку не го отворам во наредните 2 дена, да ми стигне нов имейл кој што ќе ме потсети дека јас имам купон. Или доколку го отворам welcome имейлот што ми стигнал и го искористам купонот, после 2-3 дена може да ми стигне дали уште еден купон, дали thank you mail кој што ми се преку кој ми се заблагодаруваат за тоа што јас сум го искористила купонот и што сум го отворила мејлот. Следно е email мапа. Email мапа е еден начин на организирање на мејловите кои што вие планирате да ги користите. Како што можете да видите тука на оваа слика, имам искористена една email мапа која што ние ја користиме за еден наш клиент. И како што може да видите, има прво welcome mail, free trial, потоа има after 15 days, upsell email 1, after 5 days, upsell email 2, after 5 days, email 3 и email 4. Исто така има referral offer mail once a month. After the trial is over, send upsell emails once a month with news updates and benefits. Holidays related mails, special offers, happy birthday plus upsell. Како што кажав, овој workflow не мора да значи дека јас ако го отворам welcome mailот, дека мене сите овие upsell мејлови ќе ми стигаат нели после 5 дена, после 15 дена, после 5 дена, после 4 дена. Доколку јас например имам free trial за некоја апликација и мене ми стигне после 15 дена првиот upsell mail кај што ми вика здраво Ивана, ти го симна нашиот free trial на апликацијава, имаш уште 15 дена да ја користиш или имаш уште 10 дена да ја користиш. Се надеваме дека ти се допаѓа, доколку ти се допаѓа, не мора да чекаш, можеш да ја купиш. И сега, доколку јас не ја платам или не ја купам таа апликација, мене после 5 дена или 10 дена, зависи колку имаат решено тие што ја правеле email мапата, email workflow, ќе ми стигне друг мејл кај што ќе ми кажат некои други бенефит зашто понатака да ја користам таа апликација. Доколку јас со првиот upsell mail што ми стигне, ја купам апликацијата, ја платам за 1 месец, за 2 месеци или за yearly план доколку имаат, мене понатака нема да ми стигаат овие upsell мејлови, туку со тоа што ќе ја купам јас таа апликација, јас автоматски ќе влезам во некоја друга листа на email платформата, каде што ќе ми стигаат internal updates и некои други мејлови со тоа што нема да ми стигаат веќе upsell, бидејќи нели веќе имам купено и нема поента да ми стигаат upsell. Многу е важно да се сегментираат добро сите лидови, сите листи и луѓето да се прави трансфер на луѓето од листа во листа со цел да се избегне тоа некој да ја купи апликацијата на пример и да му стигне еден upsell mail, втор upsell mail, трет upsell mail. Тоа доаѓа во овој момент доаѓа до одбивност кај самиот потрошувач, бидејќи ќе се збуни, нели нема поента на некој што веќе ја има купена и ја има платена апликацијата да му стигаат понатака други upsell мејлови, купи апликацијата. Следно е referral offer mail once a month. Ова може да се стави нели да стига referral mail еднаш месечно, еднаш неделно или како и да сакате да распределите. Потоа има after the trial is over, send upsell email once a month with news updates and benefits.
на тие што ја немаат купено. Имаме holiday related mails, тие се неизбежни. Секогаш на сите ни стигаат и за Нова година, и за Christmas, Black Friday, Cyber Monday, како што спомнав. Потоа имаме special offers. Например, доколку имате некој специјален попуст или специјална понуда или некој нов апдейт што е подобрен, со што ја подобрувате апликацијата, меѓутоа сакате тој нов апдейт да се доплаќа. Ова се тие special offers и доколку имате информации нели за вашите купувачи, тоа се зависи од каква ќе биде формата за влегување во листата, може да праќате happy birthday mail и да речете среќен роден ден, се надеваме дека се ќе биде супер во животот, еве ви дополнителен попуст за да го купите нашиот производ или еве ви купон happy birthday, со тој може да добиете 50% попуст на нашите производи. Во зависност од тоа во каква индустрија сте, со цел подобро да се организира целиот имейл процес, бидејќи нели има разлика доколку работите со 100 или 200 мейлови, доколку работите со 200.000 мейлови. Треба да се смисли оваа структура однапред, уште пред да се започне со самиот процес на креирање кампањи и мейлови, за се да ви е организирано и да не дојде до такви грешки, например праќање happy birthday мейлови на луѓе кога не има роден ден или upsell мейлови на луѓе кои што веќе имаат купено. Нели ова е една основна мапа која што не е доработена, например исто така можете да праќате черн мейлови, тоа се например доколку еве пак со апликацијата ќе дадам пример, доколку користам некоја апликација, имам free trial 30 дена, меѓутоа приметат дека после 10 дена ја веќе прекинувам да ја користам таа апликација. Може да ми стигне мейл, најчесто стигаат, сигурно имате приметено, we miss you мейлови, и тука нешто зборат дека we miss you, why did you stop using our app и така натака, со тоа ме потсетуваат да повторно да ја користам апликацијата. И тука доаѓа до еден процес на така наречено чистење, со тоа што многу од компаниите, доколку пратат 3 или 4 вакви мейлови и приметат дека вие не продолжувате со никаков engagement немате со нивната апликација или со нивните производи или со мейлови и ве бришат од листата и прекинуваат да ви ги праќаат овие мейлови. Добро. Следно е клучни принципи за креирање на ефективна стратегија. Тука спаѓаат segmentation, personalization, timing, engagement и analytics. Под сегментација е овој дел еден од најбитните според мене за креирање на ефективна стратегија, со тоа што го спомнав на претходниот слайд додека зборев, доколку јас користам некоја апликација и ја купам, и мене не ме стават во сегментот на луѓе кои што купили или не ме префрлат во таа листа и продолжам да ги добивам мейловите за апсел, тоа може да донесе до негативен беклеш. Исто така, например, доколку вие продавате, не знам, да речам, коли и приметите дека, или делови за коли, и приметите дека вашите клиенти имаат, не знам, различни типови на коли, можете да ги сегментирате по типови на коли, дали користат Audi, дали користат не знам, Opel или така натака, и со тоа да ги сегментирате. Исто така, доколку имате, например, не знам, еве, како пример Галексија ќе ја дадам, имаме ние различни сегменти, например, еден од сегментите на нас ние e-book download или webinar attendee. И сега, доколку јас на овој вебинар гледам дека имам 100 луѓе кои што се регистрирале, или 200 луѓе, меѓутоа од нив само 50 присуствувале на вебинарот. Треба ја да ги сегментирам тие луѓе и само на тие 50 луѓе што присуствувале да им пратам мейл кај што ќе пишува ви благодарам на присуството, се надевам дека уживавте, дека ви беше овој вебинар корисен и така натака, а на тие луѓе кои што не присуствувале можам да им пратам мейл, се надеваме дека е се окей или нешто во тој стил, се надеваме дека ќе можете да присуствувате на нашиот следен вебинар. Сегментацијата е многу битна за да не се прават грешки, како например доколку јас пратам мейл на луѓе што не присуствувале на вебинарот, ви благодарам многу на присуството, многу го ценам тоа. Може да дојде или до беклеш или луѓето да ви се смеат бидејќи не ги сегментирате како што треба работите. Следно е personalization, како што
сигурно имате повеќето приметено, многу од мейловите кои што стигаат го имаат вашето име, кои што сигурно вие сте го ставиле во некое поле кога сте правеле subscribe. Се почесто во имейл маркетинг стратегиите се применува користење на персонализација од аспект на користење на името или некои други податоци кои што ги оставил клиентот, потенцијалниот лид и така натака. Ова донесува до една, да кажам, поблиска врска која што се остварува кон вас како бизнис и кон клиентот, бидејќи секој ден сме преплавени од мейлови кои што ни стигаат и се губи таа блискост која што можеби ќе осетите доколку некој ви пише здраво Ивана или здраво Сара или здраво Теодора, се надевам дека сте добро и имам за вас посебна понуда и така натака. Многу од луѓето, особено тука во Македонија, имам приметено дека не се свесни дека таа персонализација која што се прави врз основа на име, например, иде според тие мерч тагови. Мерч таг ви уствари кога вие ќе оставите ваше име, доколку правите subscribe на некоја страна, и ви пишува оставете го вашето име, вашиот телефон и вашиот имейл. Тоа што вие го оставате како име, во тоа поле уствари на нас во маркетинг, во имейл платформата, ни стига како посебна колона каде што ни пишува горе име. И кога јас пишувам некој текст, например пишувам здраво, и сега место да пишувам посебни имиња за секој, јас ставам мерч таг име, каде што за секој мейл ми го вади соодветното име од колоната и го праќа со со вашето име. Персонализацијата во овој случај со first name најмногу се користи, меѓутоа во последно време почнува се повеќе да се користи на други начини, бидејќи никој не сака кога ќе му стигне некој ладен мейл кој што пишува само здраво купи го ова. Многу почесто почнуваат сите и бизнеси и компании да користат поперсонализирани мейлови од аспект на тоа што пробуваат повеќе да се приближат кон купувачите преку раскажување на некоја приказна кој што тие сметаат дека би им била битна на нив. Дали е тоа доколку имам јас некој производ за слабење, и можам да се одлучам да ви пратам на вас посебен мейл и да пишам здраво, приметив дека ги разгледувавте овие продукти на нашата страна. Тука може да видите неколку success stories од наши клиенти кои што со овие продукти успеале да направат тоа и тоа, дали да ослабат, дали да постигнат позитивни ефекти, дали им се променил животот, им се намалил blood sugar и така натака. И со тоа јас се приближувам повеќе со вас, со тоа што ви кажувам една персонална приказна, да кажам, и на некои други клиенти. Поради тоа, многу почесто компаниите почнуваат да користат и testimonials, покрај тоа што testimonials се користат на страната, нели, на Facebook и на сите платформи кои што може да се остави testimonial, многу почесто се праќаат мейлови what our clients have to say about our product. И тука тие ви покажуваат што кажуваат другите луѓе за нивниот производ, со што доаѓаат поблиско до вас и е веројатно дека ќе ви убедат да купите нешто, отколку ако не гледате никаков фидбек од други луѓе кои што го купиле продуктот. Бидејќи сега сигурна сум дека скоро сите кои што сте купувале на некоја страна, дали онлайн или не знам доколку сте разгледувале нешто, секогаш гледате во testimonials и гледате што зборат другите луѓе за тој производ или за тој продукт или за таа апликација, за да знаете дали на вас ќе ви биде таа апликација корисна. Од персонализација покрај телефонски број, име и така натака, може да користите милион други работи со тоа што сами ќе си ги креирате колоните. Например, доколку јас имам бизнис за продавање на храна за кучиња. И сега јас ќе направам форма кај што луѓето ќе можат да ми прават subscribe и ќе можам да ставам на таа форма, внесете го вашето име, внесете го името на вашето куче, внесете храната која што ја купувате за вашето куче, колку пати купувате од таа храна, вашиот имейл и така натака. И со ова ја ќе можам да направам сегменти, например, од луѓе кои што имаат кучиња од поголем раз, да кажем, и почесто купуваат храна за нив или купуваат поголема количина, од луѓе кои што купуваат поретко храна и така натака. И, например, доколку ја ви пишувам мейл на вас, ќе можам да пишам здраво Ивана, се надевам, името на кучето
и ти сте добра. Се надеваме дека храната која што купивте минатиот пат ви се допадна. По ова, колку често купувате храна или колку количински сте земале, можеме да мислиме дека во скоро време ќе немате веќе залихи од храната, дали би сакале да нарачате тука. И со тоа вие уствари правите и сегментација, со тоа што ги имате сите тие посебни сегменти на човекот и знаете за него, правите персонализација, со тоа што му праќате нели и името на куќето и која храна е купил и колку долго се користи, дали ќе му прекинат залихите или не. И со тоа вие уствари градите еден customer relationship, со тоа што се грижите за вашиот купувач, меѓутоа се грижите и тој да купи од вас доколку му се допаднала таа храна на куќето или доколку сака да смени некоја друга храна да купува. Добро, следно е тайминг. Еден од најбитните делови исто така при креирање на ефективна стратегија е да го одберете времето во кое го праќате вашиот мејл. Ова не може да се направи тайминг, например, со автоматизирани welcome мејлови, бидејќи тој ќе им стигне на човек ако направи subscribe во 2 сат са бајле, и ако вие имате ставено тој мејл да се праќа immediately after someone subscribe, тој мејл ќе му стигне на човекот во 2 са бајле. Меѓутоа, доколку праќате мејлови со апдейтс или некои ньюслетери со посебни понуди, треба паметно да го одбирате времето во кое го праќате мејлот. И сега тука е дискутабилно, бидејќи има, например, некои статистики на глобално ниво, кај што може да пишува при истражување на толку и толку луѓе, најдобро време за праќање мејлови е во среда во 9 часот са бајле. Тоа може функционира, да, и може ќе функционира и за вас доколку тоа го правите, меѓутоа секогаш треба да тестирате и, например, да пратите повеќе мејлови во различно време и да видите во кој период ќе имате најголем open rate или најголем click-through rate, бидејќи од индустрија до индустрија е различно времето, нели, кое што е peak time за праќање на мејлови, и треба да тестирате за да откриете во кој период вашите лица или вашите купувачи се најсклони кон тоа да го отворат вашиот мејл. Следно е engagement. Тука може да се земат тие KPIs, односно Key Performance Indicators, колку луѓе направиле unsubscribe. Доколку имате, например, поголем процент на unsubscribe на луѓе, тоа значи дека мејловите што ги праќате или не им се доволно забавни, или не се добро сегментирани според листи, или не ги праќате во добро време, или немате доволно персонализација, не е интересна содржината која што ја праќате. Цело време треба да се внимава на овие engagement метрики, со цел да видите дали вашите мејлови се подобруваат или стануваат полоши, да знаете што да промените. Доколку сте сигурни дека во тој период има најмногу opens, меѓутоа луѓето не кликаат на вашите мејлови, не ги отвараат, не ги читаат, можеби треба да смените содржината. Или може треба да смените subject line. Затоа секогаш треба да се пратат овие engagement rates со цел да се постигне максимум резултати. И следно е analytics. Ова е нели исто така дел кај што може да се прати to engagement, open rate, subscribe rate, spam rate, click-through rate и така натака. Од овие метрики, како што кажав, треба да се одлучите кои ќе ви бидат најбитни за вас. Меѓутоа, исто така секогаш треба да пазите на unsubscribe rate и на spam rate, да бидат под одреден процент, бидејќи доколку вашите мејлови добиваат spam report повеќе пати, повеќе од 5% од луѓето на кои што сте го пратиле мејлот, ви направат spam report на вашиот мејл, тогаш е многу голема веројатноста дека самата платформа од која што ги праќате овие мејлови ќе ве блокира и нема да имате повеќе дозвола за праќање на мејлови од таа платформа. Добро, следно е за subject lines. Имаме тука наведено што да се избегнува и што да се применува. За избегнување најчесто треба да се избегнуваат long subject lines, бидејќи во последниве неколку години повеќе од 50% мислам од мејловите кои што се испраќаат се отвараат преку мобайл, и со тоа што нели самите екрани на телефоните се помали, од вашиот subject line ќе се гледаат само првите неколку зборови. Поради тоа е добро да се применуваат пократки subject lines кои што кажуваат се што треба да се каже во првите неколку зборови. Тоа не значи дека треба да ги
да ставите само 2-3 збора во вашиот subject line и толку. Меѓутоа гледате тоа што ви е најбитно за вас да го знаат купувачите или луѓето на кои што им го праќате мејлот, да биде во првите неколку зборови за тие да можат да сватат што е поентата на мејлот уште кога ќе го прочитаат, уште кога ќе ги прочитаат тие први зборови. Следно е spam words. Има различни страни и различни тулови на кои што може да тестирате и да видите дали вашиот мејл има некои спам зборови. Најчесто користени се price, gift и така натака, кои што одма го праќаат вашиот мејл во спам фолдерот на корисниците на кои што го праќате и многу се мали шансите дека некој ќе го види тој мејл. Следно е clickbait. Сигурна сум дека имате чуено за овој термин. Многу често од повеќето од компаниите праќаат некои мејлови со clickbait наслови за да имаат поголем open rate, бидејќи тоа им е битно. Меѓутоа, доколку пратите еднаш мејл со clickbait наслов, каде што вие кажувате едно нешто во насловот, а во структурата на мејлот и вашата понуда е нешто сосема друго, многу е голема веројатноста дека после првиот или вториот или третиот мејл, доколку издржат или луѓето до третиот, тие ќе ви направат или репорт или ќе ви направат unsubscribe. Следно е caps lock. Многу од фирмите имаат тенденција да користат email subject line само со големи зборови, со тоа што мислат дека така ќе се издвојат од другите. Меѓутоа, доколку вашиот subject line е цел со големи зборови, многу е голема веројатноста дека тој ќе заврши во спам фолдерот. Значи, тоа треба да се избегнува. Кај применувајте, имаме keep it short, use personalization, тоа што спомнавме. Многу е добро да се користи исто така персонализација од аспект на името на купувачот или на лидот кој што го имате уште во самиот subject line, со тоа што ќе им привлечете внимание. Потоа use A/B testing. Кај A/B testing може да го користите, например, доколку имате две subject lines помеѓу кои се мислите и не сте сигурни која подобро ќе перформира. И имате листа од 2000 луѓе. Пратете го мејлот на 100 луѓе со едниот subject line, на 100 луѓе со другиот subject line и после неколку дена кога ќе ги споредите резултатите и доколку видите дека едниот мејл има значително поголем open rate, тоа значи дека вашиот subject line на тој мејл подобро функционирал и на останатите 800 луѓе кои што ви останале во листата, можете да им го пратите мејлот со кој што подобро функционирал. Ова покрај subject lines може исто тоа да се прави со самото body на мејлот, каде што можете да пратите на еден одреден сегмент едно body на мејлот, на друг сегмент со некоја друга структура на бодито на мејлот и да видите каде има поголем click-through rate, каде луѓето го исчитале до крај вашиот мејл, каде стигнале само 20% од мејлот и потоа се исклучиле и со тоа цело време да оптимизирате и да ги добиете максималните резултати. Следно е use numbers, use questions и use emoticons. Тука не ми се ставени, меѓутоа периодов многу почесто се користат и се дава значење на користење на emoticons. Ќе кажам прво за тоа, иако не ми е спомнато тука. Како што знаете, секојдневно добивате милион промотивни мејлови и сигурно имате приметено се повеќе се користат различни emoticons кои што се издвојуваат, да кажам, од обичен наслов на мејл, кај што имате само зборови. Доколку вие, например, имате ставено неколку емоджис во вашиот subject line, а сите мејлови кои што се над него или под вашиот мејл во целото море на мејлови немаат никаков емотикон, сигурно само толку на човекот ќе се насочи повеќе кон таа шарена точка, да кажам, која што е во цело море на црно-бели букви и бројки. Следно е use numbers. Многу често се користат вакви subject lines, каде што има наведено, например, 70% од луѓето кои што го користат овој производ направија вака. Или видете го вие 10 тип за како да ослабете. Многу почесто се користат некои статистики и бројки како проценти, бидејќи се смета дека луѓето повеќе веруваат доколку прочитаат дека 70% од луѓето кои што го користеле овој производ успеале да направат нешто за што е наменет тој производ. Например, ако е за слабење, 70% од луѓето имаат позитивен фидбек, ги надминале своите очекувања и така натака. И следно use questions.
со користење на прашања во вашите subject lines, вие можете да поттикнете една интеракција кај вашите лидс и кај вашите купувачи или потенцијални клиенти, со тоа што може да бидат некои реторички прашања, може да бидат некои интересни прашања кои што ги интригираат и ќе сакаат да го отворат мејлот. Меѓутоа, секогаш треба да се погрижите, како што кажав, да не е кликбейт. Например, да ви е subject line-от дали сакате да добиете 70% попуст и во вашето боди да имате еве ви 20% попуст. Тоа никако не смее да се прави, бидејќи како што кажав, може да дојде до многу негативен фидбек, до многу спам репорт, unsubscribe rate и со тоа да се блокира нели самата платформа и да не може да се праќаат мејлови. Добро. Следно е email body. Ова е една основна структура која што имаат мејловите: header и footer, divider, слики и видеа, текст и call to actions. Header и footer се нели тие делови на мејлот кои што се на најгоре. Headerот најчесто е логото на фирмата или доколку сакате некој производ да потенцирате нешто, дел од тој производ или тој производ. Додека кај footer најчесто се наоѓаат нели тие unsubscribe, информации за фирмата како телефонски број, social media, адреса каде што се наоѓа фирмата и така натака. Следно е dividers. Dividers ќе го зборам заедно во контекст со слики, видеа и текст. Dividers се многу потценети, да кажам, во при креирање на email кампањи, бидејќи многу често луѓето знаат да напишат еден огромен текст и само да изнаставаат слики, да нема никакви dividers, односно тие линии кои што се користат помеѓу текстот и сликите или помеѓу два параграфи. Користење на dividers може да даде една подобра структура на мејлот и да биде почиток и појасен. Поради тоа треба да се одлучи да се стават нели на право место, меѓутоа исто така да не се претерува за да не изгледа мејлот како исцрпкан. Следно е слики и видеа. Од аспект на слики и видеа, најбитното нешто е да се користат слики и видеа кои што не се со голема тежина. Повеќето од мејл платформите користат слики кои што се, дозволуваат користење на слики кои што се помали од 2 мегабајти. Ова се користи со цел да се намали, например, доколку некој го отвори мејлот, сигурно нема да чека тој 5 минути да му се лоадира сликата доколку е поголема, туку доколку е помала сликата, побрзо ќе се лоадира или побрзо ќе се види целата структура и целото боди на имејлот. Следно е текстот. Текстот кој што го користите во вашите мејлови секогаш треба да биде структуриран во параграфи, да не е само еден голем зид, да кажам, од текст кај што нема ни параграфи, ни структура, ни запреки, ни точки, ни читкост. Треба секогаш да се користи нели да се користат тие параграфи, можеби dividers, кои што ќе помогнат за појасно и полесно читање на самиот текст на мејлот, бидејќи доколку вашите читачи приметат дека имате само еден голем текст кој што нема никакви ни dividers, ни параграфи, ни ништо, голема е веројатноста дека тие нема да го дочитаат тоа до крај, бидејќи ќе им биде тешко и на очите да се фокусираат на едно нешто. Следно е call to actions. Call to actions се, како што кажува самото име, копчиња кои што повикуваат на акција. Например, доколку имате некои продукти во вашиот имејл и сакате луѓето да купат, можете да ставите call to actions купи сега. На нашите мејлови кои што ги праќавме, например, за Галексија, беше симнија брошурата тука. Можете, доколку имате бесплатен ебук, како што имавме ние, симнате го вашиот ебук тука и така натака. За call to actions, многу е по-добро да се користат некои да кажам, појаки бои, како например, подобро да користите зелена или црвена боја отколку бела боја за call to action. Треба секогаш да се потрудите да биде тоа највидливо во целиот имејл, со тоа што ќе го привлече вниманието на купувачот или на лидот и ќе можете полесно да остварите конверзија или која е да ви е целта со вашиот имејл. Добро, следно е, накратко ќе ви кажам детали за Certified Digital Marketing Professional програмата. Значи, како што спомнав, ова сега што го зборав за email маркетинг е многу мал дел, меѓутоа пробав побрзо да го кажам со цел да не се задржиме 2-3 сати тука.
Email маркетинг е само еден од модулите кои што е нели за Certified Digital Marketing Professional програмата. Претпоставувам повеќето имате разгледано целата програма за што се работи, доколку немате можете да отворите на Галексија и да ги разгледате сите модули кои што како што кажува самото име, опфаќаат буквално се од дигитален маркетинг што треба да знае еден поединец за да биде Digital Marketing Professional. Време траењето на програмата е 4 месеци, почнува на 26.5.2020 и има 2 до 3 пати неделно часови кои што траат по 1 сат и 30 минути. Во моментов имаме неколку слободни места за академијата. Имаме групи од по 12 членови со цел да се задржи нели квалитетот. Цената исто така моментот е намалена од 1500 на 1100 евра. И во оваа цена е вклучено полагање за Pearson Due сертификат во вредност од 180 евра, пристап до платформата на DMI во вредност од 150 евра и материјали за учење. Бидејќи ова беше тоа од презентацијата, доколку имате некои прашања сега може да ми поставите. Од кога ќе завршиме со прашањата, имаме мало изненадување со тоа што ќе извлечеме тројца од луѓето кои што присуствуваат на вебинарот и на нив ќе им доделиме купон со кој што ќе добијат 40% попуст за академијата. Сега бидејќи не гледам дали има прашања, морам вака да се вратам тука. Добро, има прашања. Теодора гледам ви објаснувала во спад. Добро. Доколку имате некои прашања, слободно може да ги пишете во четот. Гледам последно на што конкретно се однесува прашањето. За аналитик за тракирање. Секунда, вака, значи за тракирање секогаш треба да ставате во вашите мейлови во тие call to actions што ги имате, UTM тагови. Со тие UTM тагови, например, доколку ја имам ставено копче call to action shop now до некој одреден производ и ставам UTM таг кај што ќе пишам во source дека ми е имейл, во Medium дека ми е newsletter, во кампања дека ми е за не знам за нова година некој производ што сум го ставила, мене во Analytics, која ќе отворам, ќе ми ги даде тие source, medium и campaign, од каде дошол тој човек и дали купил, колку луѓе дошле преку тој имейл, колку се задржале, колку average session duration и така натака. Од ваше искуство, кој ден е најдобар за праќање имейлови и кое време? Варира до секоја индустрија, барем според моето искуство, бидејќи без UTM так не може да се гледа во Analytics. За праќање мейлови, според статистики општи, најдобри денови се среда и петок, околу 9 часот са бајле. Меѓутоа, според моето искуство, мислам дека треба да се истестира со тоа што, например, во индустрија каде што праќавме мейлови за апликација за музичка апликација, најдобро перформираат тие што беа пратени во понеделници и вторници рано са бајле, меѓутоа во индустрија за храна што имаме клиенти каде што праќаме мейлови, најдобро функционираат тие мейлови пратени во недела, што е спротивно на тие некои статистики. Кој дел од денот е најдобар тајминг за праќање на мейлови? Најдобро е да се праќаат од сабајле, бидејќи повеќето луѓе, нели кога стигаме сите на работа, прво нешто што правиме, седнуваме на лаптоп или што да работиме и отвараме мейл. Затоа е најдобро да се праќаат во, не знам, од 8 часот до 10-11. Добро, други некои прашања? Екранот ми се замрзна. Дали може пример за еможи во Sales Email Subject Line што би се користело да не изгледа несериозно, а сепак да е интересно? Многу често се користат тие што се еможис како мегафони што се доколку имате некој announcement, со тоа што доколку
ги користите тие emojis, давате до знаење дека имате нешто да соопштите и не се толку несериозни. Дали има пракса за компании за време на посета и на обуката и какви се шансите за вработување по завршувањето на академијата? Да, има шанса со тоа што имаме и фирми партнери на Галексија, каде што доколку нели добро имате добри резултати за време на академијата и доколку завршите се како што треба, имате шанси да се вработите, да како што пиша Теодора, веќе имаме и отворени позиции со дел од партнерите. Добро. Други некои прашања, дечки? Добро, доколку немате прашања, сега ќе имаме како една мини наградна игра, како што спомнав, преку која што ќе доделиме на тројца од вас 40% дополнителен попуст на Академијата за Certified Digital Marketing Professional. Само ќе направам share screen, само ако може да почекате една секунда да отворам апликацијата. Океј. Тие што ќе бидете, да кажем, извлечени, можете да или да ме контактирате мене, или да ни пратите имейл, или на бројот на Галексија да се јавите и да разговараме понатака за како може да се искористи тој дополнителен 40% попуст. Дали ми го гледате екранот? Мислам дека ми се укочи. Ми го гледате екранот? Мислам дека да. Океј, може да почнеме. Ги внесов доле имињата на сите кои што се присутни на вебинарот. Само секунда. И сега идеме со view. Океј, значи првиот е Муниб Велули. Може да ни пишеш или да ни се јавиш доколку си заинтересиран за академијата и да ти објасниме повеќе што како. Се разбира, сите кои што сте присутни може да не контактирате или мене, или Теодора, или Симона, или на бројот на Галексија да се јавите или мејл да ни пишете за повеќе информации за академијата. Добро, следане Владе Христов и третиот добитник, како Натали се осеќам на бинго. Марија. Добро, дечки. Мислам дека ќе имате повеќе прашања, доколку имате слободно прашувајте. Може мене да ме излечете, заинтересиран сум. Доколку си заинтересиран, слободно може да не контактираш и ќе средиме нешто. Добро. Иначе да, бидејќи предавањата ги држиме онлайн, со тоа што цело време имаме на Zoom ги држиме, имаме и share screen и снимање на самите предавања и ги закачуваме потоа на фолдер, на файл, на драйв, може да се гледаат предавањата и доколку се пропушти некој час. Исто така, менторите кои што предаваат на модулите се цело време достапни, имаме и консултации доколку имате проблеми или со домашни или општо со некои проблеми во врска со материјалот. Има такви курсови, меѓутоа за sales имаме курс, меѓутоа во моментов тој уште не е активен. Добро.
Дали има опција за брза набавка која не би траела 4 месеци? Има со онлайн следење преку DMI платформата, меѓутоа треба повеќе да се консултираме за тоа и да разговараме на таа тема. Да. На страната на Галексија го имате бројот каде што може да се јавите и да поставите било какви прашања. Доколку имате за академијата, за предавањата и така натака. Добро, дечки, доколку немате дополнителни некои прашања, може да привршиме. Доколку имате, слободно пишете или може да ме контактирате на мејл ivana@galexia, мислам дека Теодора веќе ги пиша мејловите. Доколку имате било какви прашања, дали за темава на која што предавав, за social media исто така може да ми поставите некои прашања, бидејќи тој модул го предавам на академијата, исто така со тоа се занимавам, тоа го работам. Исто така, доколку имате, не знам, некои општи прашања за Галексија, можете да ми пишете мејл, слободно. Фала ви на сите уште еднаш за присуството и се надевам дека ќе се слушаме на следниот вебинар. Убава вечер, дечки. Чао.